Ево вака ќе почнеме со овое издание на Вербалиум. Ксенија Николова, македонска писателница, автор 6 романов. В своих книгах она размишляет, добро ли читам, вероятно добро, о природе, нешто ми е малку матново, эмоции, работа над чувствами, поиски счастья. Ксения считает, что только искусство способно улучшить этот мир. Добро ли го прочитав? Добро го прочитав. Со рускиот малку сум... Горе-доле. Со рускиот малку сум... не сум скаран, меѓутоа слабо го практикувам, иако тоа ми е основна професионално вокација, ама некако слабо го практикувам, ама значи дефинитивно може тебе и во Русија да те прочитаат. Да, една од моите книги е преведена и на руски. Како беше тргнуваме со емисијава од последното нешто што требаше да го кажем. крајот. Неверојатно. Можеме да тргнеме од последната работа кон првата. Ксенија Николова, дами и господа, во ова издание на Вербалиум, кое што ете ќе го посветиме на книжевноста, литературата и конечно сакам да кажам на ваше барање имаме една писателка, ама нема никој не побарал, да бидам искрен. Меѓутоа ја на мое барање решивме да имаме Ксенија во ова издание на Вербалиум и да позборуваме за тоа што значи да си писател во Македонија, во една средина во која што не знам колку читаат луѓе. Читаат ли луѓе во Македонија? Ти благодарам на поканата. Ете, некој побарал, ти си побарал, така што драго ми е што ме покани. Во Македонија луѓето се повеќе читаат, тоа е мојот впечаток. И се повеќе, да, и се повеќе им даваат шанса на македонските автори. Кој ти излажува, кажи? Јас го гледам тоа. Низ годините сликата се менува се повеќе. Повеќе гледам од тоа колку луѓе се заинтересирани за македонските автори, од луѓето кои доаѓаат на моите промоции. Јас можам за своето искуство да зборувам, но мислам дека публиката се зголемува. Луѓето не ги прескокнуваат македонските автори по автоматизам, се поретко им даваат шанса, сакаат да ги поддржат, да читаат наши дела. Така што тоа ме радува. Знаеш што ми е репер за тоа која нација чита многу? Кој ќе влезеш во автобус или во метро или во... Добро, метро нема кај нас. Требаше да има трамвај, во 80-тите имаше една акција за самопридонес во која што Скопје требаше да добие трамвај, таа идеја, нели како сите градоначалници што вообичаено подлажнуваат, пропадна и во тоа време. Море нешто почнавме да собираме некои средства, па на крај излега пренаменија за езерото Треска кој што повеќе не постои. Во секој случај ми е, сакам да ти кажам, ми е репер некако, знаеш, ќе влезеш, ќе зборуваме за тоа и во Москва, и во Будимпешта, и во Софија, па и во Белград, кога ќе влезеш, некако имам чувство дека луѓето седат и читаат. Да. Кај нас си сретнала во автобус, не знам, сте сретнале во автобус некој да чита? Нема видено такво нешто. Барем весник на времето. На времето. Ако не друго. Да, добро, навиката за читање секако во земјите кои што ги наброја е поголема. Тие си поголеми земји, читателската публика е многу поголема. Јас тоа сега го гледам кога на пример делата ми излегуваат надвор од нашите граници и се преведени на други јазици. Ама не зборуваме за големината на пазар. Зборувам за навиката. И за навиките го гледам тоа колку луѓето се навикнале. Ние малку тука заостануваме во тоа поле, во право си, но јас верувам во подобри времиња. Верувам во прогрес и верувам дека и ние како македонски автори на некој начин ја повикуваме и охрабруваме нашата публика да даде шанса на македонските дела. Ова страшно ме потсети сега што го кажа веруваме во подобри времиња. Да, мали звучни проблеми имаме тука во студио. На песна на македонски бенд кој што имаше на песна сикаше неважни нешта. И баш зборуваше за тоа како некој читал Кавка и Толстој и верувал во подобро време. Се сеќавате? Има еден наш бенд. Да, за тоа баш пишуваше во таа песна. Дали живееме во време... Пак тргнуваме од крајот на гепочот. Добро, ќе дојдеме до тебе и да те представиме која си полека. Значи дали живееме ова речиси со секој гостин во неколку изданија го зборувам, дали живееме во време кое што ни дава можеби оптимизам, макар малку дека ќе се вратат некои вредности, некои не само морални вредности во однос на консумирање на вакви културни содржини и така натаму. Кај сме ние? Ние сме таму каде што е и она што ни се пласира. Мислам дека на луѓето им се пласира премногу едноличност, премногу преголема токсичност и луѓето навистина мислам дека би се измениле во смисла во нивните навики, во она што го конзумираат, доколку би им се пласирала некоја поквалитетна содржина. Најжега за ова со години полемизираме, се расправам со мои пријатели, не само од културата, од музиката, од уметноста, туку и со многу поискусни луѓе дека им се сервираат содржини на луѓето кои што ги сакаат.
Ги засакуваат. Ги засакуваат. Нели е така? Така е. Значи ти ако имаш на агендата или стратешки, ако си поставиш една задача да им сервираш турбофолк, и ако 10 години тоа го правиш на сите телевизии, ти откупуваш само содржини со таква сумнителна, как сега, содржина, дали почнува да консумираат и станува тоа еден мас секојдневна навика, така е. Мислам дека публиката се едуцира и се навикнува на она кое што ја го сервираме. Така што ние би го промениле начинот на кој што ја едуцираме нашата публика и го сервираме малку поквалитетна содржина, со текот на времето публиката би се навикнала на таа содржина и би ги препознала вредностите на истата. За жал кај нас имаме многу малку избор. Или сме заглавени со политика, или сме заглавени со еднолична музика. Нема да дискутирам за стилови и вкусови, знам дека секој има право на тоа, но сметам дека треба малку поквалитетна содржина и поголем избор во најмала рака да се. Не знам како беше ти кога одеше во Карев, имаш завршено средно, така? Да. Ви предаваа некогаш нешто за етика, шум, кич и такви работи? Да, ни предава. Не, затоа што денеска тоа не постои како содржина повеќе. Јас го фатив тоа убаво време од образованието и многу сум среќна поради тоа и го фатив убавото време и на излегувањето и на социјалниот живот од убави сирки. Пред да не се случат социјални мрежи и да се отуѓим. Не мислам платформите за социјализација ни послужија да се. Да, но мислам дека кај нас се случи нешто друго. Платформите за социјализација и дигитализацијата не можеме да ја спречиме. Јас верувам во иднината и не сакам да бидам некој кој што одбива да расте и да оди напред. Сметам дека дигитализацијата и социјалните мрежи и допринесува многу работи. Овозможија, еве на пример, јас издавам книга, јас можам многу полесно да стигнам до мојата публика, ако ништо друго да ја информирам и да ја поканам на таа промоција. И се ова, еве, јас и ти што го разговараме, ти си го дознал за мене најмногу преку социјалните мрежи. Тоа е плюс и тоа заштедува време и тоа е навистина голем бонус на денешното време. И преку интервјуата, оние 5 што си ги имала овие 10 години. Па сум имала или 6. Добро. Значи повеќе се 7. Повеќе се 7. Така што мислам дека социјалните мрежи допринесуваат, но нешто друго се случи кај нас, некоја системска, можам да кажам, грешка која што можеби може да се измени и да се промени. Системска грешка, ама на системот можеме одговара тоа. Може би му одговара, но мислам дека народот веќе, од тоа е моето искуство, станува уморен, станува истрошен и некако му станува досадно на народот од истата содржина и мислам дека народот се повеќе ќе стане гладен за нешто поразлично. Тоа е моето искуство. Во моето окружување луѓето веќе бараат нешто поразлично. И би сакал да е така, меѓутоа оние 12.000 души што ги видов во арената Борис Треговски пред некое време на еден концерт на артист кој што за мене од сомнително потекло, кога станува збор за неговите квалитети, баш и не ми го докажува тоа. И мислам дека тој тренд на пласирање на кич шум содржини и консумација на истите на масовно на публиката, кој што е тотално навикната само на тоа, тргнам и гледам и младите што прават. Оние далеко помлади, добре, ние сме тука, нека горище, така слично, близко сме јас и ти. Помладите што консумираат и не гледам баш некој прогрес во однос на, како се вели тоа, мисија на конзумација на културни и квалитетни содржини. Колку мислиш дека и кој ги чита твоите книги? Еве, незадоволна твојот последен роман издаден пред години. Мислам дека веќе 1 година има. 1,5 година има, да. 1,5 година, мислиш ли дека имаш млада публика? Кога зборам за млада, зборам за, хајде, за средношколци. Не, за средношколци не, мојата публика најчесто не се тоа средношколци, мислам дека над 18 години. Да, добро, се мојата публика, да, и најчесто, да, но меѓутоа има многу млади помеѓу мојата публика. Знам од секојдневната комуникација со нив, знам од оние кои што доаѓаат на мојата промоција, моите промоции, тоа не се пријатели мои, туку доаѓаат буквално читателки кои што најчесто се тоа жени, мојата публика се пред се жени. Тоа морам да го кажам и драго ми е поради тоа. Мислам дека жените во државата повеќе читаат од мажите, а и во светот, така што и тоа е докажано статистички. Дај да ги видиме тие статистики. Така што има и млади помеѓу мојата читателска публика и особено ми е драго. Добро, ајде да се вратиме малку тука. Отворивме една широка тема и сега да се задржам на тоа, бидејќи ја имам 2 деца и од кои што едниот е тинеџери и свесен сум дека читачката навика кај нив е на катастрофално ниско ниво, се бориме многу да им ја туркаме малку да повеќе да се чита, меѓутоа
да, лазат секакви суштества тука на студио, ќе мора да се навикнеме на нив. Но борба е навистина да се мислам дека и во самите училишта не им се пренесува доволно. Ајде да не го напаѓаме наставниот кадар штрекуваат периодов и ним не им е лесно. Да. Не знам веќе дали штрекуваат или не штрекуваат. Некој штрекува, некој не штрекува. Но во секој случај мислам дека и од таму покрај родителската таа некоја улога, семејната во таа едукативна смисла на развој на читачка култура и во училиштата мислам дека многу не ги стискаат. Барем тоа е мој впечаток како. Некако мислам дека да, вистина е тоа, некаде има проблем, но не би можела да кажам дека проблемот е конкретно овде и ова мора да се реши. Мислам да, зашто ти кажам, сега ти кажам. Јас завршив во некогашно 29 ноември, сегашно во еден чернодрински кај нас, во четврто деление или пето, можам да се сетам, имаше надпревар по тоа кој повеќе ќе прочита. Добри, тоа беше жива борба и мене ме победи Александар Русјаков, кој што ти е колега. Кој што денеска е писател, не знам колку дела има бруки живи. Треба да видам што си има издадено. Ме покани пред некој ден. Александар е одличен. Одличен е и ме победи тој, и знам дека беше тепачка кој да прочита повеќе. Исто како што беше подоцна тепачка кој каков бенд ќе слушна и поквалитетен бенд. Тие навики некако кај нив не се ствараат во она што треба да биде таа образовна првична клетка која што треба да им ги развие тие навики на децата и можеби затоа е и читачката, по мене лично читачката публика е на едно се уште ниско, бројот на читачка публика е на ниско ниво во однос на, па можам да кажам слободни во однос на соседството. Не знам дали го имаш ти тој впечаток. Мислам дека издаваштвото и читањето како навика и во Бугарија и во Србија, ајде ти повеќе знаеш, би требало. Така е. Јас имам искуство од соседните земји со Бугарија и навистина е тоа така. Од начинот на третирање на литературата до можностите, сега они се поголема земја и тоа игра голема улога, да не се лажеме, навистина игра. Но да, мислам дека никако ние сме во една незавидна ситуација од повеќе аспекти, генерално за уметноста ќе го кажам тоа, и за литературата, пеачите, актерите. Мислам дека сите сме некако малку во една незавидна ситуација. Не знам зошто е тоа така и не знам што треба да се случи за тоа да се измени. Можеби знам, ама не знам дали е. Постои една теорија дека на системот е многу подобро да манипулира со масите кога знаеш, народот е малку затупен, не да речеме народски така кажано, и кога ќе му се сервира содржини кои што ќе ги држат во една како да ги наречеме ситуација на будна кома и можеш да ги манипулираш, да ги насочиш, знаеш, да ги одржуваш како. Народот има избор. Сакам да кажам, народот ако сака петок навечер да го помине во театар, има избор за тоа. Има представи, има карти, може да се отиде, така никој никого не спречува. Никако мислам дека иницијативата треба малку да постои, домашното кај народот. Мислам дека и ние самите сме промената која што сакаме да ја видиме, не можеме. Да, ми само да кажа на почетокот дека тоа што им пласираш тука се сложи така? А нам ни се пласира со апсолутно. Мислам дека е сето тоа поврзано, но мислам дека апсолутно тоа што го кажав, мислам дека е суштината и сршта на тоа, дека ние едноставно се храниме со она кое што го зрачиме, нели? Значи буквално се храниме со едно исто постојано кое што ете така резултира со таков начин на живот. Добро и кажавме се, а сега да кажеме која е Ксенија конечно некаде во 15-тата минута до овој вербалиум. Ќе дозволиш ли само 20 секунди за нашите спонзори во емисијата? Одиме 20 минутна пауза. 20 секундна пауза, се извинувам. 20 минути се премногу. Инаку Рок барот Круг е еден од оние кои што не поддржуваат и секоја чест за нив, доколку некој сака друг да не поддржи, исто тоа може да го направи, а ова беше пауза за спонзорите кои што се уште ги немаме, ќе се јават веројатно наскоро. И кој знае? Можеби ќе се јави некој, можеби нема се јави никој, но нема да не спречи да продолжиме понатаму. Ајде да кажеме конечно во 15-тата, 20-тата минута од овој вербалиум во кој што бага влеговме малку филозофски, можам да кажам, за одредени состојби во нашата држава, така политичарите од нашата држава па стана актуелно тоа. Родена 1988 година во Скопје, така? Така. Образование
Прочитав некаде и во Барселона дека си Така. завршила како заврши бизнес менеджмент? Бизнес менеджмент со насока туризам, туризам менеджмент и потоа постдипломски хоспиталити менеджмент. И што мајка бараше да завршиш во писателските води? Па, јас си пишував и претходно, и уште кога студирав, и уште кога бев во средно. Цело време си пишував и така некако животот некогаш те носи. Меѓутоа немаш нешто филолошки факултет книжевност, немаш допирна точка со тоа. Немам завршено ништо така. Како стигна до овој формат кој што го имаш сега, делуваш доста зрело, морам да признам. Морам да признам, драги гледачи и слушатели, гледатели на Вербалиум, дека од 6 дела, така, 6 се објавени до сега. Ова е единственото кој што го имам прочитано, катастрофа. И ќе морам да го поправам тој просек следниве неколку дена, меѓутоа ќе го поправам. Добро. И како дојде до искуство е во прашање, затоа што ова делува многу зрело во твојот последен роман и самиот стил на пишување преку во форма на писма. Така. Па некои чудни пресврти на крајот, пресврти. Чудно менување на лицата кои што го пишуваат и така натаму. Нараторот како дојде до тоа искуството си го прави своето, пишувањето низ годините? Да, искуството и добро, ние уметниците имаме потреба, јас барем како почнав се повеќе и повеќе не да се занимавам со ова и да ми станува професија, да се само едуцираме. Значи јас почувствував дека сакам да научам што повеќе за тоа што го работам. Имаме за среќа вратите ми се отворија така што можам да сретнам одредени луѓе кои што влијаеле на мене, ме поддржале, ме насочиле, сме размениле искуства, сум посетила и некои онлайн workshops што се однесува за fiction authors и така натака. Така што мислам дека се посериозно си ја сваќам таа моја професија и мислам дека тоа некако ми дозволува да учам нови начини на изразување, затоа што и тоа е мислам еден вид на има и нешто технички тука, не е се инспирација. Велиш дека е ова твоја професија? Дефинитивно. Живееш од тоа? Па, до некаде да. Ама до некаде. Значи целосно не можеш да се упуштиш и да кажеш јас сум писателка, завршувам со се друго, ставам на страна. Значи, кажав професија. Само ова ми е познато вака од музичарски да води. Кажав професија, не кажав работа. Работа е нешто што од кое што живееш, професија е нешто кое што те дефинира во целост, така? Професијата. Па би требало да биде нешто што би можело да екзистираш. Да, јас одам натака, искрено, одам натака со оглед на тоа дека и делата ми се преведени, нормално да останавме само во рамките на нашата држава. Нештата се такви какви се, но кога делата ти се преведуваат, добиваш нови шанси. Кога ги споменавме преводиве, ти тука можеме слободно да кажеме дека растеш во тие области, бидејќи прочитав благодарение на социјалните мрежи кои што ги споменам, морав да украдам нешто таму, што да премен. Па немаш ништо посебно вака, на времето тоа се бараше во архиви, бараш истечоци од весници, бидејќи тоа не постои веќе, сега мораме вака, по Facebook и по Instagram да крадеме. Твоите дела се преведени, ако не се лажам, во Англија, на англиски, на руски, за интернационален пазар, на руски и на бугарски. И на бугарски. Во Бугарија на македонски се преведени? Што ви кажа таму? На бугарски се преведени. Неама од македонски или од македонски на бугарски? Грешка моја. Од македонски на бугарски, да. Вика делат од македонски дека Па да, ние имавме прекрасна промоција во Македонскиот културен центар во Софија, во центарот на Софија. Малку на шега вака бидејќи моето искуство, знаеш како, уметноста не се занимава со такви прашања. Тоа е дефинитивно така. На мојата промоција дојдоа луѓе од таму, имав интервјуа неколку со неколку нивни новинари. Апсолутно никој во ниеден момент јас не се почувствував дека нешто треба никому да објаснувам или дека никој ме гледа поинаку, затоа што доаѓам од Македонија и моето дело е преведено од македонски на бугарски. Знаеш како ми рече мене една новинарка ни прави интервју, имавме еден концерт во Варна во Бугарија и доаѓа новинарка и вика зошто толку малку знаеме ние за вас, за вашата сцена, а ние и вие многу малку знаете за нашата сцена. Па викам, немаме пат до Софија. Така. Како да ви кажам? Така. Возиме по крш. Така. Што би се рекло на кај Крива Паланка, кој што денови го поминав, уште се гребе, уште има некои чудни семафори кои што не личат на семафори. Така. Може да завршиш во Ендек таму. Не сакајки, а треба да развиваме некаква културна. Како беше тоа и оној договор кој што треба да
да вклучува, не знам, билатерален некаква културна размера која нема. Да, тоа го кажа. И тоа не само со Бугарија, тоа мислам дека е повеќето земји, тоа го кажа и луѓето таму, односно еден новинар кој што разговара покажа дека посакува да имаме повеќе поврзаности, да се разменуваме повеќе информации, да се негува нашата уметност кај нив и нивната уметност кај нас, затоа што навистина малку се познаваме, а имаме навистина близко еден од друга се земјите, имаме потенцијал за соработка, имаме потенцијал за многу нешта, меѓутоа така, тоа прашање останува. А на промоциите како поминуваш? Одлично, јас имам преубаво искуство од Софија. Бев пречекана. Чекај, само во Бугарија или имаш и на други Само во земји? Софија беше тоа. Не, во Бугарија бевме само во Софија, после имавме некои планови да одиме и во другите некои градови, но ништо се измени таму малку планот, па останавме за наредна година. А со другите земји како сте? Со другите земји до сега не сум имала промоција на англиски, затоа што ние ја издаваме книгата за интернационален пазар, значи не е конкретно во една земја, туку е за сите луѓе што читаат на англиски, така што промоција би имала само кога ете некоја одредена bookstore би ме поканила, што уште не сум стигната до тоа ниво, но верувам дека ќе се случи. Чекај, а ова е Book Corner, практично. Тоа е Book Corner, што значи тоа? Тоа е моја страна која што ја направив на Facebook за моите читатели кои што ме читаат на англиски. Ме советуваше издавачот дека треба да направам такво нешто, затоа што Само да објасниме колку дела ти се преведени на англиски? Две книги. Колку се во Оптек? Две книги. Тоа се Незадоволна и Сите мажи ја сакаат лијата, а лани излезе. Така да. А на руски? На руски Незадоволна само. Како беше на руски во Недоволна. Недоволна. На руски требаше да имаме промоција во март, беше се договорено. Требаше да имаме многу и се случи тоа што се случи. И промоцијата се одложи, не се откажа, се одложи. Јас се надевам дека ќе се случи понатака, но од таму ми стигна баш пред една недела многу добри вести дека 25% од тиражот се продал. Да, и тоа го прочитав. Што е супер, бидејќи немавме никаков маркетинг, никаква промоција со оглед на ситуацијата, но ете, луѓето некако си ја препознаваат најверојатно книгата и Ова може да го искористиш и како добра рекламна фора или кампања и во Македонија, да издадеш да речеме некогаш ова на шега го кажам, 100 книги да речеш 25% од тиражот е продаден. Да. Побрзете. Да. Мислам дека тиражите не се распродадени во Македонија од она што го видов вчера во тираж. Ако не се лажам, во култура е твој издавач, така? Во култура е мојот издавач, не, од последната книга од Незадоволна се уште има од тиражот. Сега зависност нели кој кафе тиражот, ние секогаш со култура вадиме поголем тираж за македонски стандарди и тој трае до одредено време. Емотивен манипулатор, таа е книга која што ја напишав пред неколку години, веќе првиот тираж се потроши. И сега секоја книга си оди со свое темпо. А зошто во машки род ги пишуваш првите дела? Ова прашање. Не, знаеш зашто? За да дојдеме до моментот дали е тоа некако феминистички аспект или Апсолутно не, јас не сум феминист. Барем ова не го препознав тука. Не сум феминист. Затоа што најверојатно сега немам јас некој логично објаснување зошто е тоа така. Како тебе да те прашам зошто ти напишал некоја песна ваква или таква, нели доаѓа некој порив од внатре. Меѓутоа можам да кажам дека можеби во едно време сега веќе нели имам си играм со тоа и пишувам и од женски аспект, нешто не значи дека нема да напишам пак од машки, но мислам дека едно време не ми беше удобно затоа што мислев дека не можам да бидам објективна од страната на една жена затоа што јас го живеам животот на жена, па ми беше поудобно од другата страна анализирајќи. Ама сега веќе тоа не е така. Ксенија, оваа книга може ли да се прочита за 3,5 до 4 часа? Па јас знам луѓе што ја прочитале и за 3 часа и 2,5 часа. И јас знам таков. Да, веруј, затоа што познам еден човек кој што не беше подготвен за интервјуто со тебе, па мораше да прочита нешто и сега се подготвен. И седна вчера и читаше покрај сите обрски, нели, деца, готвење и така натаму. Готвење, лажам, не готвам. Колку си ти ова? Па види, сите мои книги се фикција, но кога ќе ме прашаат има ли автобиографски моменти, нормално е. Секој уметник, нели, низ начинот на кој што твори животот е малку пресликан на некој начин, така што не ми е апстрактно се во ова мене. Не. Прочитав неколку интервјуа, не те познавав доволно, сум слушал доста за тебе, меѓутоа некои детали не знаев и прочитав и проследив, има на YouTube се наоѓаат некои интервјуа. Да. Вообичаено, не знам, овие наши портали и
некој вака покажал книга во текот на интервјуто или да се фокусира на содржината на она што го пишуваш, затоа што видов неколку интервјуа кои што повеќе се зборува за анксиозноста, стерилитетот и така натаму, не спомна два од твоите 6 наслови макар. Ајде ќе бидам искрена, каква што е оваа емисија, мислам јас сум секогаш искрена, но тука вака си правиме еден отворен муабет. Да, мислам дека кога ми се преведува делата, ајде ќе го речам тоа, како нека одскочна даска во мојата кариера, многу малку заинтересираност имаше од медиумите кај нас. Да не речам воопшто, на една рака се бројат и не достигнуваат до 5, оние кои што ми се обратија да напишат нешто во врска со тоа. И тоа што ќе го напишат и ќе го објават нема врска со твоите дела. Да поразговараме на темата вака суштински, да навлеземе за тоа што го работам јас, да не биде тоа само нели шаблонски, туку малку. Мислам дека Тури наледав на еден портал кој што зборува за твоето момче или сегашен сопруг. Да. Му нашли слика од некој стадион, нешто мајко мила, што се случува со нашите медиуми? Мислам, и ова пред некој ден имаше една реакција, па тука влегов во една дискусија со новинарите, беше отворен, односно насликан мурал во чест на Горан Стефановски во Дебар Мало и имаше една средба кај неговиот споменик на она мало кружно текче, на кој што биле поканети не знам колку медиуми новинари, никој не дошол. Едноставно преземаат една информација, прават копи-пейст и тоа така поминува и си имале некој перформанс, така што мислам дека па и во твојот случај исто, мислам дека ретко кој се задржал на оно што сакаш да го порачаш и на сршта отколку на твојот сите се фокусирани на твојот приватен живот, што при Ксенија каде се сликала, кој е момчето и вака пишуваше на крај. Тоа е се што можеме да дознаеме за него. А ништо не дознаме. Па нема појако. Нема појако. Лудило. Браво новинари. Над. Се сеќавам многу. Тоа беше некаде околу нашата венчавка, затоа што јас воопшто не споделувам ништо на таа тема на социјалните мрежи и се уште не го правам тоа. И одеднаш Ама видиш, само нека. Како се вели тоа истражувачко новинарство. Да, и одеднаш јас нели се имавме од каде никна тоа и од се што можеле да најдат затоа што неговиот профил мислам е затворен, комплетно поинаков живот живе. Добра, тој ли е сликата? Тоа е. Добре. Тоа е, да. Добре, има. Точна информација, не е друг. Добро, мене ме умреа пред година дена па за тоа. Да. Бада со Бог да го прости со такви работи. Да, но сакам да кажам и секоја чести на исклучоците, еве вака ти си еден вид на свој медиум, така има и други кои што сакам да кажам дека не е се така црно, има и медиуми кои што и новинари кои што се уште си работат својата работа како што треба и со многу интерес и љубов го прават. Да ги поздравиме сите двајца. Да ги поздравиме сите двајца кои што исклучоците. Толку. Барем по моето искуство, ја прегав за една песна сега едно соопштение инфо, ај се малку за мене, нема врска. 40 портали, 2 објавија. Односно 2 објавија претходно, вие 40 никој ништо не објави. Да. Така што добро, не ти е лесно и на тебе претпоставам, гледаат сите некои поатрактивни содржини, оние кликбейт да си ставаат за да продадат некој лайк плюс. А ретко кој видов се задржа на тоа, сега се вратам на содржината и и затоа те прашав дали си ти незадоволна ти колку има твои епизоди од твојот живот во оваа книга, затоа што не зашто, затоа што нели покрај сите будалштини читав доста. Да, знам. Речи си по 80% содржините се за твојата анксиозност, за не знам стерилитетот, обидите да станеш мајка, борбата за тоа и така натаму. Доста моменти има од тоа во книгава. Да, затоа ти кажам дека не е случајно, дека нормално дел од мојот живот е пресликан таму, не комплетно идентично, но дел од мојот живот. Оваа книга е напишана пред 2,5 години, така што јас сега имам многу напреднато и си имам изминато. Јас постојано гледам да се менувам и да растам. Но да, тие некои нешта се дел од мојот живот, така што се случило ли во некој интервју да чекај се само да ги најдам како ги ова не сум бич педантен, значи не ме бидува за ова. Види ова е ерес. Вака да го подвиткаш страница. Ке прости. Некој вака да прочита во твој интервју дел од книгата или не? Ретко. Чекај да има некои интересни работи тука. Ова е разговор помеѓу Марго и Артур.
Артур, не знам, точно на овие луѓе имаме неверојатно моќ за да го уништиме, не гледајќи колку е тој во суштина навистина убав. Не може животот долго да се бори против нас, Марго. Тој нема таква моќ. А не, да. Од друга страна, пак ние имаме моќ да му направиме што сакаме на животот. Некаде таму може да пишува дека Марго треба да биде среќна, но ако Марго тоа не го сака, тоа нема да биде така. Некаде таму може да пишува дека Марго заслужува да биде успешна, но ако Марго тоа не го сака, тоа нема да биде така. Што може животот да направи кога Марго решила да не прави ништо? Што? Ништо. Животот не може да те спаси кога ти не сакаш да се спасиш самата и воздивна. Да, но да. Доста интересно и ова една теорија која што јас ја застапувам и во која што верувам дека човек ако сам не си направи во животот да биде среќен, така. Марго едноставно се дави во и можам да кажам дека и ужива во својата болка и да биде тажна во едно константно. незадоволство на кое што се навикнала, ама како што ја читаше нели книгата, мислам дека доаѓањето на мајка и кај неј за дома малку ги разрешува тие работи, всушност покажува една друга слика на Марго, дека Марго секогаш била таква. Мајка ја будела и претходно од тие ситуации. Дека секогаш била таква и дека тоа не е од сега, дека бракот не е причината за тоа, како што никогаш не е причината само една за нешто, туку тоа е нешто што таа си го носела во себе одамна. Но на крајот мислам дека ајде да не откриваме со нешто, Не, е многу интересно, јас не сакам да откривам детали затоа што ќе ги натераме тие што не гледат да си ја купат книгата и не е скапа, туку е багатела што се вика. Стварно мислам дека книгиве во последно време се толку достапни, толку посебно на оние сајми, мислам дека сега од 3 до 6 се одржува. 3 до 9. Оние што не гледаат, значи поминало веќе. Да. Сајмот на книги и се наоѓаат навистина фантастични наслови за некакви смешни суми. Од разни автори. Така што мислам дека и култура ќе бидат таму. Да, јас ќе гостувам на сајмот. Култура ќе се чуеме. И ќе бидеш таму присутна, ќе потпишуваш. Во петок, сега не знам точно која дата, мислам дека сепак ја не идеш. Слушај, ја не можам да дојдам тие денови. Имам проби. Ај потпиши ми ја сега. Ајде. Мала пауза за потпис на Ксенија Николовна, незиното незадоволна, која што ќе ме поттикне да ги купам и другите незини дела и нема да се брукам вака во сопствени подкаст и ќе можеме да разговараме и на тема останатите дела, а тие се, еве, додека Ксенија се потпишува, емотивен манипулатор, сите мажи ја сакаат Лија, на Амазон високо котирала ова. Сите мажи сакаат Лија, да. 104, како беше тоа? Во 100 најчитаните имаат како топ 100 бестселерс за одредена категорија. Чекај, што значи тоа? Таму се продава во онлайн формат или како? Или може да си ја нарашаш? Како оди тоа? Не сум баш. Секоја книга моја на англиски зададена од двете и воопшто секоја книга што е на Амазон се продава или во Kindle, нели верзија, дигитална, електронска книга или во paperback, значи како што е оваа книга. Така што луѓето си бираат која верзија сакаат. Некој чита на Kindle device цело време и си сака таква книга. Некој сака да си ја види книгата. Чекај ова да те прашам. И ова кај децата доста се форсира во последно време. Аудиобук. Имаат и аудиобук. Што мислиш за тоа? Па мислам дека брат ми кој што е 90% од денот во кола, во автомобил, многу слуша аудиобукс и тоа му е многу супер. Нема време да седне да чита, а сака да се храни со литература. Мислиш дека тоа правилно дека окей? Ете, он ужива во тоа и смета дека е одлична алтернатива доколку сакаш да читаш, а немаш време физички да седнеш и да читаш. И јас се согласувам со тоа. Сметам дека подобро е да си го најдеш својот начин како да се храниш со литература отколку воопшто ништо да не правиш. Да, во тој случај дали е литература? Литература е како не, Аудио. Апсолутно. Што ќе почнеме и ние музичарите да... Јас едно мое дело, идиотски приказни, имаше аудио верзија. Да, сакав да ги докажам. Значи, неверство, ако не се лажам, така, ова не се Ромео и Јулија и идиотски приказни. Макар уште еднаш, не е неверство, макар уште еднаш едната книга. Нема да знам. Ова е друг автор? Некој друг автор. Добро. Се случува. Добро. Тебе ти се случува. Да. Не, ја реков, не сум баш На најдобрите им се случува, да. Така што аудиобук рековме. Да. Се губили ова? Па добро, мислам во тој смисол. Во тој смисол, да, чувството кога сам ќе си ја прочиташ книгата е друго. Меѓутоа, ако немаш време да читаш, јас секогаш велам и тоа е опција. Навистина, тоа е направено за брзото темпо на луѓето и јас тоа го поздравувам. И плюс ние кога го направивме во Македонија, тоа беше проект за луѓето со оштетен вид, нели оние кои што не можат да читаат и тоа е за нив алтернатива, така што така ги допираш и тие луѓе, односно ја земаш во предвид и таа категорија, така што мислам дека добро, ќе се развие кај оние со нормални човечки
способности ќе стане тренд да се слушаат аудиобукс во автомобилите секаде, тогаш ние музичарите ќе останеме без ангажман. Добро, натаму одиме. Сега уште нешто да прочитам од тука, ако дозволиш. Да. Повторно живот не размисли точно, но ние луѓето имаме неверојатно моќ за да го уништиме. Ова го читавме или не? Истото, леле, мајко мила, готов. Каква коинциденција. Чекај да видиме каде застанаме. Не вака одбележано, драги гледачи, не е можно да најдете некој да. Марко, постојат болести кои доаѓаат и си одат, а има и такви кои се дел од нас за секогаш. Живееме со нив и дури можеме заради нив да станеме подобри луѓе, но тоа не значи дека треба да ги потцениме и повторно да им ја вратиме моќта, не давајќи се дека овој пат нема да се обидат да не убијат. Например, еден излечен алкохоличар се претвора во човек кој некогаш имал проблеми со алкохолот, но тоа не значи дека тој проблем е решен и исчезнат. Јас не сум алкохоличар, ама имам потреба да се напијам, макар си бидам помалку, не знам дали ме прави тоа алкохоличар, Не, ќе кажат тие кои што се стручни за овој проблем. Проблемот е тука, но нема моќ. Добро. Каде застанавме, бидејќи алкохоличарот повеќе не му дава моќ, односно повеќе не пие, затоа е многу важно целиот свој живот да го живееш правилно, не давајќи моќ на своите болести. Знаеш што илузија е кога тој ист алкохоличар по 2 години абстиненција ќе помисли дека може да се напие по некоја чаша од време на време, зашто тој повеќе нема проблеми со алкохолот и може да пие само кога ќе посака. И не поминале 2 месеци тој повторно почнува да пие секој ден и наутро наместо кафе се буди со нешто жестоко. Овој го вели Даниел мислев дека е машко прво кој прочита да испада дека е француско име за жена. Колешка, ако можеме така бидејќи волонтира. Колешка е баш. Во кога сме кај болестите кои што не треба да дозволиме да не совладаат и не сакав искрено да отворам таа тема бидејќи премногу си присутна во медиумите токму со тоа, меѓутоа како сме сега? Добри ли сме? Добри сме. Ако ме прашуваш за анксиозност? Да, за анксиозноста. И супер сме. Јас тој тежок период во својот живот, како што сум кажала повеќе пати, го надминав за моја среќа. Сега си се одржувам во една добра здрава форма. Мислам дека што ти се случуваше? Мислам, знам дека зборуваш слободно за ова јавно, не ти проблем. Мислам дека како и кај многу луѓе, депресијата, која што е доста подмукла болест, доаѓа отпосле, односно се случуваат некои тешки моменти во животот и ти во моментот мислиш дека можеш да пребродиш се, бидејќи тоа е навистина така. Меѓутоа шокот отпосле се наталожува и одеднаш сваќаш дека имаш проблем кој што е многу сериозен. И прво мислиш дека можеш сам да го надминеш, што е голема илузија. Второ мислиш дека само од себе ќе исчезнеш, што е трет исто така голема илузија, и на крај сваќаш дека или ќе си побараш помош или буквално е твојот живот стана. Или се случи да изгубиме, драги луѓе, кои што боледуваат таква болест, меѓу музичарите, меѓу актерките и актерите, и дури во нашето соседство имавме такви драги личности кои што токму така. Многу малку зборува за тоа, искрен да бидам, преку нивните статуси по време на Facebook знаев дека нешто не е во ред, ама не зборуваа никогаш јавно и не беа отворени. Да. Колку помага на вистина тој разговор? Помага. Искрено да ти кажам, ја прочитав некаде дека си посетувала дури психолог или психијатар, не важно. Да, се уште посетувам. Се уште посетуваш. Апсолутно, да. Не знам, јас имав искрено ќе кажам отворено еднаш искуство со психијатар и ништо не ми помогна. Повеќе ме спасија во одредени ситуации муавети и разговори со мои блиски луѓе со кои што поминав доста часови, меѓутоа дефинитивно мислам дека си го прави дека многу луѓе ги кријат и ја потиснуваат болката. Да отидеш еднаш на психијатар и да очекуваш резултат е како да отидеш еднаш во теретана и да очекуваш мускули. Значи тоа е ментална гимнастика и си бара време. Добро, во мојот случај не беше тоа заради мене. Едноставно докторката рече тоа е. Не, во ред, нема врска. Секој си го наоѓа својот психијатар и својот доктор. Нема, затоа се прави тој меч. Ја на пример додека најдов мојата моментална психотерапевтка која што веќе долго работам со неја, имав и други искуства и сфатив дека можеби не се за мене, па си побарав пак, значи нормално е тоа, си го бараш она што тебе ти одговара, но идејата е да не застанеш, туку да сватиш дека, мислам, јас навистина на сите им го предлагам тоа кој колку може и кој колку, мислам дека денеска е тоа барем подостапно и да се осмели да разговара за своите потешкоти, затоа што со стручно лице разговорот никогаш не може да биде ист како со другар. А и некако дома во семејството ретко кои се осудува, дури на најблиските многу често се случува родители што се вели да не им се отворат и да не ги кажат. Затоа што најблиските се секогаш наши најголеми осудувачи, затоа е исто така еден таков синдром. Исто како Марго
ембарго со мајки. Апсолутно. Многу е тешко да придеш некому кој што те познава во изобилие и да му кажеш дека имаш проблем и при тоа да бидеш сватен сериозно, при тоа да бидеш да бидат објективни кон тебе, тоа е многу тешко, дури е невозможно. Затоа јас секогаш сметам дека стручното лице како објективна трета странка не многу може и едуцирана е да помогне, така што Послушајте Ксенија и не се затворете. Апсолутно, нема бидете храбри. Нема шега на таа тема, како што кажа ти, многу луѓе изгубивме, јас многу се потресувам од такви работи, затоа што се почесто се случува луѓето си го одземат животот во нашето општество и често пати се прашувам дали можеби доволно сме направиле за да помогнеме, дали можеби сме гледале, ви ти сам кажеш знаев дека нешто не е во ред. Штом ти како еден аутсайдер си знаел дека нешто не е во ред, тогаш сигурно и блиските личности на таа личност знаеле дека нешто е во ред. Дали можеби не правиме доволно еден за друг е прашањето или се преправаме дека нештото не е тука. Тука е тоа отвора една друга тема, тоа е со доктор Јове го зборувавме во минатата епизода. И системските слабости, знаеш, системската организација на таа заштита. Знаеш, психијатар е се уште табу тема кај нас, кој ќе кажеш психијатар, знаеш она како американците, кај нив е нормално да кажеш I have a shrink. Тој ме како матичен забар или матична лекарка кај нас се уште, како сега тоа психијатар, знаеш, веднаш испаѓа дека нешто не е во ред со тебе, а не е така. Дали го сме од тие навики и од моментот самиот систем да ти понуди. Мислам дека во однос на тоа не сме баш јајни. Не знам за приватни психијатриски установи така натаму, меѓутоа мислам дека на државно ниво сме некој впечаток, може и грешен, простете, но мислам дека сме далеко од она заштита и од она услуга која што треба да имам. Имено и тоа мене ме инспирираше да почнам да работам на еден проект кој што допрва ќе се за тоа ќе зборуваме овие теми и ќе ги доближиме. BW Better Woman, Better World, подобар свет, да, тоа ќе биде онлайн женски клуб, ајде така да го наречам, социјална мрежа за жени, како дигитална платформа која што ќе им нуди на жените совети, стручни совети, насоки, работилници, обуки, настани за подобрување на животот. Стручни лица се вклучени во апсолутно. Психолози. Да, мојот психотерапевт ќе биде дел од оваа платформа. Ќе правиме работилници кај што ќе разговараме за анксиозноста, за депресијата и тоа ќе го правиме често. Ќе имаме разговори, ќе имаме дискусии и мислам дека тоа е чекор напред кон кога имаш катче каде што тие теми се разговараат постојано, ти не си повеќе сам. И каде што имаш катче кога се опушташ ти, се опуштаат и други и разговарате и сваќаш дека буквално сите ние се соочуваме со нешто. Тоа многу охрабрува и мислам дека фалеше нешто такво и тоа ме мотивираше да го направам. Значи исто како Марго што се поврза со тоа ми текна пред некој ден, ама само тоа случајно Барселона изгледа одбрана како. Само да кажам, кога сум ја пишувала оваа книга, навистина оваа идеја не била дел од мене. Меѓутоа има нешто што се Марго ти дала идеја. Има нешто што се вика подсвест. Уметноста навлегува во сите сфери од човекот и некогаш несвесно ти праќа сигнали. Јас тоа мене ми се случило и со претходните книги, така што е многу све чудно, но да, дефинитивно излегува дека сме повеќе поврзани отколку што очекувам. Добро, оваа книга има убав крај. Па да, убав крај. Да. И фино е да се случуваат такви работи. Фино е да се случуваат. Па мислам дека мораше така да заврши затоа што писателката Ксенија каква музика слуша? 30 Seconds to Mars ги слуша? Добре, јас имам serious crush на Джаред Лето, така што. Зошто бе сите женски личности, посебно пред 10 години тинеџерки паѓа како затоа што е мултиталентиран, затоа што е чудак. Дали знаеш дека господин што стои спроти тебе, што седи, беше предлупа на 30 Seconds to Mars во Прага? И дека настапија на сериозно? Да, на фестивал. Ја немав појма кој си. И од после сериозно ти кажам. Мислам ние бевме меѓу бендовите кои што прв пат настапија, тоа се викаше како се викаше нешто рок фестивал Прага. Пред 10 години настапија Flogging Molly, Gogol Bordello, The Hives и беа 30 Seconds to Mars практично замена за Blink-182. И немав појма кој си, искрено ти кажам. И тогаш излезе Джаред и едно 20.000 брат му, да. Стегнати пражанки дотерани почна да врискат. Викам, што се случува, ја не ги знам луѓе.
И беше едно визуелно одлично и визуелно шоу, и звучно, и тогаш прв пат ги запозна. Ти си фан? Јас сум фан на неговата уметност во целост. Не знам, еве сега да ти препорачам, пошто можеби не си го гледал најновата негова серија со We Crashed, се работи за платформата WeWork, која што неславно заврши во Америка, многу интересна, на база на вистинска приказна. Таму е сосема различен, многу еволуира од улога во улога и во сите улоги личи на некој друг, а никогаш на себе. Мене тоа ми е многу интересно кај него. И плюс е навистина посебен чудак. Чекај, кај го запознаме него прв пат? Во Requiem for a Dream, ако не се лажам? Каде што глуми некој наркозависник. Мислам дека тоа е една од неговите први улоги. Неговото прво пробивање беше во една тинеџ серија, која што сега не ми текнува како се викаше, мислам дека нешто, не знам како, во школа се почнуваше. Кога беше ти во Беби шоу? Не знам јас колку години сум имала тоа, но знам дека он таму си има пробиено во таа серија, после тоа и глумеше во некои така му требаше време да си го дочека своето време и мислам дека пробивањето беше Dallas Buyers Club со кога ја изглуми фантастично улогата и доби Оскар за тоа. Тоа е Џони Деп, не заедно со Метју Макконахи. Се суди. А тој филм е направен со многу мал буџет и се мислам. Да, и таму се сите ослабени по едно 60 кила. Да, затоа што се борат со сида. Фантастична е во таа улога. И така, искрено очекував дека и за Пауло Гучи ќе биде номиниран за Оскар и малку се разочарав затоа што не беше. Па можеби затоа што филмот му не беше на разина на оние кои што беа номинирани. Но тој беше фантастичен. Тој беше ненадменлив. Некогаш треба да имаш и добар филм за да бидеш номиниран, очигледно. Точно. Добро, значи 30 Seconds to Mars, други бендови нешто слушам или? Ти си по мајка русинка. Да, ајде да отвориме и таа тема. Да, има еден бенд Little Big од Русија. Требаше и Русија на Евровизија да ја представуваат, но мислам дека тогаш се случи, тогаш се случи короната и мислам дека нешто не се случи. Интересен таков некој стил прогресивна музика прават, нешто рок, нешто малку електронски. И така, мене ми се свијаат, навистина немам некој жанр што го пратам, повеќе порано излегував по места каде што ете така рок музика се свиреше, бендови многу, тоа моите 20-те години така ги паметам, но сакам се. Може песна да ми се допадне и да почнам да истражувам за бендот или за артистот и да ми стане. Бидејќи си по мајка русинка, да. Претпоставам дека имаш влијание врз пишувањето од руски автори. Па не баш. Си украла нешто тие стилови или не слабо? Баш, не Мислам, баш. Ја барем дур студирав на класика, бев повеќе концентриран. Не баш. Мислам дека како и секој артист, така и како и автор, треба да си го најдеш својот глас. Мислам, тоа ние го разговараме често со моите издавачи со кои што работиме, дека најважно е во светот на писателите има многу писатели, така и сите ние некаде црпиме инспирација. Меѓутоа многу е важно ретко кој си го нашол својот глас и останал уникатен. Тоа веднаш се препознава кога ќе прочиташ 2-3 дела од писателот, сваќаш дека има некој глас кој што наредно дело да прочиташ нема потреба никој да ти каже дека е негово, ти веќе знаеш дека стои неговиот печат така. И јас се трудам, мислам дека некако од старт добив нешто што е мое и тоа го провлекувам низ сите книги и се трудам да растам и да не многу јас се восхитувам секако, но не многу бидам како другите, да имам нешто. Значи да развиеш автентичен израз, да речем. Да, затоа што тоа е најважно. Затоа што и овој роман е доста интересно напишан. Овој романот е напишан, ќе си го прочитате секако, но напишан е во форма на писма. Смееме да го открием тоа сега. Смее, нема. На сопругата кон сопругот кој што тој не ги чита практично. Дали ќе ги прочита или не на крај, не знам, ќе видиме, но во еден навистина интересен стил и сега човек ќе каже вака, знаеш, Ксенија е млада писателка, ама има 6 дела за себе и тоа веќе не е, тоа е сериозен стаж. Да. Не знам што друго си пишувала, дали можеби си се занимавала со поезија, си се опробала таму или тоа е веќе друго? Повеќе ако низ тинеџерските години имав така и уште знам да напишам по некоја песна и не знам дали знаеш, пишувам и текстови за музика. Ајде, просветли ме, ова не го знам. Да, па, например, Тамара Брочцото не е мој текст. Со нејзи имаме уште не една песна, залудно е соработувано и за други наши артисти имам пишувано доста текстови, така што и текстописец сум за нашите пејачи.
изведувачи, меѓутоа знаеш и сам дека така некако низ годините се помалку и помалку се создава македонска музика, не знам зошто, или можеби знам зошто. Не е точно дека се создавам помалку македонска музика, меѓутоа пак ќе се вратиме на пласманот. Нема кај да се презентира освен овие платформи кои што ги имаме, затоа и Вербалиум постои. Да, меѓутоа јас знам многу. Секоја епизода пуштаме по еден македонски бенд што свири тука. Многу артисти кои што постоја се откажаа од музика. Тоа ми е муаветот. Например, низ овие 5-6 години, јас 7 години како го работам тоа како навлегов, има артисти кои што ги имав на почетокот и сега веќе не се занимаваат со музика. Например, се селиле од државата или нешто друго работат или се откажаа. Па се вратија назад како Ламбе и Јован Јовановиќ. Па сватија дека не се за тука, па пак се вратија. Јован не е вратен, Јован беше само на гости. Добро. Сега ми е полесно. Сакам да ти кажам, сега да те прашам, Тамара ти плати ли за текстот? Се разбирам. Која сума? Не се открива, добро. Тоа се Како би направи текст како беше Бродштото тони и тргна некако надоле. Кариерава. Ја отпеа погрешно химната македонска и после тоа еве да ја поздравиме Тамара малку на шега, ние сме пријатели, се знаеме долги години. Меѓутоа, ти се случи и такви работи. Не сум знал за ова искрено и не сум знал дека си би сакал да ти кажам да те ангажираме во Суперхик, само таму самите си ги пишуваме текстовите, па не знам, можеби ќе се најдеме за. Вие каунт автори така. Ќе видиме, да. Супер. Ќе се па не крадеме како некои наши други извикани пејачи кои што крадат од рускиот пазар песни. Да не ги именувам, но добро. Ете, тоа е животот, нели, носи разни предизвици. И да украдеш песна не е страшно, ако не знае никој друг. И не е лесно. И не е лесно. А роман може да се украде, имаш и такви што ги обвинија наши писатели, не знам дали се сеќаш за плагиати. Не се сеќавам подсети. А некој папоц имаше таму што знам, па ги обвинија за малку си помлада, па можеби не паметиш. Може ли да украде автор комплетно дело да го адаптира и да буквално да помине со тоа, да го продаде? На долги стази тоа не смеш да се осмелиш. Не смеш да се осмелиш. Затоа што тоа се случувало кај други автори, да фатат буквално цели пасуси, цели страници кои што се копи-пейст. Станува збор за уникатност, знаеш и ти со твојот бенд, она што вас ве дефинирало низ годините, си како тоа што сте различни, така што сте уникатни, што Суперхикс значи одредено нешто. Мислам дека таа формула треба секој да си ја пронајде, затоа што постои за секој од нас, нешто има што не прави различни. Најлесно е да се инспирираш од најдобрите, па да направиш нешто копикет на сето тоа, меѓутоа на долги стази тоа не може да трае. Јас не би се осмелила. Освен во Македонија. Добро, сакав да те прашам што ми пролета низ твоите статуси, доста си активна секоја чест, затоа јас станав уморен низ години во разни кампањи, не на насилство врз жени, нели борба со анксиозност и така натаму. Доста си активна секоја чест за тоа. Кој прочитав некаде коментар нешто маладзиец Ксенија, да ова е ишував период. Борислав Володин. Да, тој е брат ми. Брат ми кој што живее. Ти имаше доле напишано брат. Да. И тоа ми беше чудно сега. Како брат ќе се што се случува? Да, имам јас семејство во Русија, мајка ми живее таму, брат ми живее таму, имам и внуци и сестра имам таму, така што пола од моето семејство е таму. Што кажуваат, ке им се платили гасот во рубли или? Не разговараме на. Не разговарате на таа тема. Добро, малку сега да те чепнам, ама е доста. Не разговараме дали сме добро, дали се добри и тоа е тоа. Да, и да заврши што поскоро оној конфликт кој што се случува сега и да се вратиме во нормала, затоа што и на нас да се одрази. На сите се одрази. Дури до тука. Така е. Добро, и сега она логично прашање кое што би те прашале овие наши петпарачки портали и така натаму. Што е следно од Ксенија? Следно е, две нешта се следни, како што кажав, платформата за жени се лансира кон крајот на јуни, многу напорно работам, навистина е голем проект кој што бара доста внимание, но тоа беше мојата цел, сакав да направам нешто такво и мислам дека многу ќе биде интересно. И сега ја завршувам најновата книга, која што ти не застанаш баш си. Што ја напишав на англиски. Зошто ја напишав на англиски? Затоа што имавме еден проблем со делата на англиски, тоа се вика Lost in Translation. Губи смисол, смисол и во консултација со моите издавачи ме посоветуваа затоа што образованието му е на англиски, мислам ми е многу удобно се чувствувам и да пишам. Англискиот го владееш баш за да можеш да отвориш. Да, апсолутно. Мислам ми е дека ми е речиси исто како А на руски би напишал? Не. Зошто?
Не би се осмелила, затоа што јас на руски јазик немам никогаш ништо учено, освен што го знам по инстинкт, нели, по тоа што сум слушала од мајка ми, како сум растена. Меѓутоа на англиски ми било целото образование, целата како да кажам стручна литература што сум ја читала низ годините кога сум учела била на англиски, сите нешта што сум ги правила била на англиски, така што сум многу поудобна кога го правам тоа на англиски. И така што за тоа го напишав и делото на англиски, мислам дека ќе биде многу интересно, ќе го преведеме и на македонски, ќе излезе и тука. Тој пат е полесен да го преведеш од англиски на македонски, отколку обратно. Се губи нешто во преводот и не е исто. И мислам дека сега тоа ќе го поправиме. Ќе се обидеме да те прочитаме на англиски. Мојот англиски можеби за читање и за разбирање не е најсејан, ама ќе се пробаме, ќе видиме. Да, или на македонски ќе го има достапно, па ќе се... Не, на англиски. На англиски стрикно, не го читаме на македонски. Тако. Дами и господа, набавете го последниот роман и очекувате ги новите изданија на Ксенија Николова и прочитете ги, не бидете како мене, сите. Ќе го направиме тоа следниот период. За крај сакав да те прашам дали ова машки свет? Па, мислам дека да. Мислам дека е си уште машки свет по многу прашања. Мислам дека жените си уште се фигурираат некаде само заради баланс, меѓутоа мислам дека светот ќе се менува и се менува. Мислам дека женската енергија, женската професионалност, женската инспирација и креативност допрва ќе го менуваат светот и многу ми е драго поради тоа. Така и во Македонија мислиш дека ќе се следат тие трендови? Во целиот свет, неизбежно. Ние доцниме со се, тоа е неспорно, но ќе стаса сето тоа и кај нас еден. Кај нас и некои трендови кои што поминале во други држави, па се уште ги чекаме да заобиколиме, ќе се вратат. Така, не зборувам за негативните, тие негативните знаат да останат тука и да бидат и по 10-20 години. Да. Ти благодарам за овој муабет, не знам колку време разговараме веќе, не знам, 1 час. Така нешто, добро, таман мислам дека сме и ќе те очекуваме пак во некое следно издание. Фала ти. Уште многу вакви дела ти посакуваме. Фала ти. Уште долга борба и истрајност во истата во сите оние кампањи во кои што си вклучена. Фала. Да ги гледаш 30 Seconds to Mars на живо сега, не пушти нас да посвириме помалку, така што се случуваат концерти, не знам дали знаеш. Знам, да. Се уште сме живи, музичарите. Преживеавме 2 години. Знам. Некако, мрдаме, живееме и функционираме. Па вас ви е малку полесно со ова да ти кажам. Нас не е полесно. Имавме една ситуација во време на короната, сите се фрливме музичари на свириме дома правиме, едно време си кажеш ова нема поента. Да, нас не е полесно, дефинитивно. Нема поента, ќе го издадеш ова. Ти свириш дома, правиш песни и не можеш да ги свириш. Така е. Што правиме? Без публика ништо. Баш кај што и Немарова ќе ти го даде во време на пандемија, ќе ти го пушти вака под шалтерова, можеш да го купиш, остави пари и оди се. А пејачот нели заразува илјадници луѓе и умираат поради него. Така беше барем. Имаше една таква кампања. Ти благодарам за ова гостување. Ксенија Николова, дами и господа, во Вербалиум, да ги поздравиме Рок Бар Круг кои што не поддржуваат и ги очекуваме и другите спонзори кои што знам дека ќе се јават и ќе не поддржат за да може да платиме за овој касетофон, за ова како се вика сталак, за оваа кригла, за сокот кој што го пиеме јас и Ксенија денес, за кафето, за книгата кој што морав да ја платам и не ми ја подари, но ми ја потпиша вчера, и за оваа тетрадка во која што се обидам да направам некаков концепт и ова да звучи и да личи новинарски, ако не е, тоа верувајте, не сум новинар, и за овие камери, и за ова светло и ова тука што и да е. Да не помогнете. И да го платиме и монтажерот, и тонецот, и фотографот, кој што засега има заработено денари. Така што ти благодарам. Фала ти. Прекрасни поминати 1 час и ќе се видиме наскоро на некоја промоција, ако не на сајмот. Ако не на свирка. На книга. Ако не на свирка, ако не закачи некоја нова корона. И не заборавајте да ги преслушате на самиот крај на овој Вербалиум. Знаете дека поддржуваме македонска музика, артисти, бендови. Повторно ги имаме My Tier, а веќе во следните изданија одиме со други бендови. На каде?
Матни фотографии, бледи спомени, вештачки насмевки, студени преградки. Тажни приказни, вешки, тешки зборови, злобни погледи, лаги шарени. Сакал да ти кажам дека се е во ред, дека платив парна струја, сменив сијалиците. Сакал да ти поклонам цвеќе на плоштад, би сакал нешто убаво да ти запеам. Матни фотографии, бледи спомени, вештачки насмевки, студени преградки, тажни приказни, тешки зборови, злобни погледи, лаги шарени. Сакал да ти кажам дека се е во ред, дека платив парна струја, сменив сијалиците. Би сакал да ти поклонам цвеќе на плоштад, би сакал нешто убаво да ти запеам. Би сакал да ти кажам дека се е во ред, дека платив парна струја, сменив сијалиците. Би сакал да ти поклонам цвеќе на плоштад, би сакал нешто убаво да ти запеам. Би сакал да ти кажам дека се е во ред, дека платив парна струја, сменив сијалиците. Би сакал да ти поклонам цвеќе на плоштад, би сакал нешто убаво да ти запеам.